Добро вечер. Дирекцијата за заштита на личните податоци ЕВА на Македонија, Балкан Енерджи Груп Скопје, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје и Македонската радиотелевизија започнаа заеднички проект за ажурирање на збирките на лични податоци на граѓаните, корисници на нивните услуги. Личните податоци на корисниците треба да бидат обработувани правично и во согласно со законот и да бидат соодветни, релевантни и непреобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат. За целосно почитување на ова начело, ажурирањето на личните податоци ќе се врши со пополнување на формулар, кој на граѓаните ќе им биде доставен заедно со следните сметки, а кои граѓаните ќе може да го остават во означените кутии во некој од наплатните пунктови на ЕВА на Македонија, снабдување со топлина Балкан Енерджи Груп или јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести. Во продолжение погледнете што подготвивме за денеска. Доделени 30 пакети на социјално загрозени семејства од општина Петровец. Божикни честитки од Цветин за мајките и за новороденчињата. Бадникарските огнови во Петровец гореа со дрва од општината. Законите за јавната администрација задоволителни за синдикатите. УЈП нема повеќе да ги казнува тие што нема да платат данок од 1 денар. Триесет пакети со прехранбени продукти и продукти за лична хигиена денеска завршија во рацете на оние на кои им се најпотребни. 30 семејства без речиси никакви приходи денеска се израдуваа на помошта од општината. Општина Петровец со донација од прехранбени пакети ја ублажи лошата состојба во која се наоѓаат семејствата во социјален ризик на територијата на општината. Во текот на вчерашниот и денешниот ден беа поделени 30 пакети на најранливата категорија граѓани. Градоначалникот на општината Борче Митевски нагласи дека заложбите на локалната власт во 2014 година ќе бидат колку што е можно повеќе да им се помага на семејствата на кои помошта им е најпотребна. Според зборовите на Митевски, во сите пакети се застапени исти прехранбени продукти и средства за хигиена. По повод божичните празници, како секоја година, така и оваа година, општина Петровец обезбеди 30 пакети со прехранбени артикли на социјално најзагрозените семејства од општина Петровец. Акцијата ја спроведоме во текот на вчерашниот ден, денеска продолжуваме. Во пакетите, значи, претежно се прехранбени продукти и имаме средства за лична хигиена. Градоначалникот Борче Митевски при доделувањето на прехранбените пакети нагласи дека општината посебно се залага да излезе во пресред на многодетните семејства, а такви во Петровец ги има многу. По повод божикните празници, сликарот и големиот хуманист Живко Поповски Цветин денеска на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје одржа ликовна работилница насловена Цвеќе на радоста и љубовта. Цветни минијатури тој им подари на сите новороденчиња родени за време на божикните празници и на нивните мајки. Томислав Атанасовски во духот на светлината и милосрдието на овие божикни празнични денови, сликарот и хуманитарец Живко Поповски Цветин денеска на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје одржа ликовна работилница насловена на тема Цвеќе на радоста и љубовта. Тоа се дела од поголем формат за да бидат поставени над зидовите на куќата што е символ на раѓањето и на животот. Порака е оваа година во нашата земја да се раѓаат здрави и љубави деца и да растат во хумани услови опколени со љубов. Овај настан Цвеќе на љубовта и радоста веќе преминува во традиција. Еве втора година како ги подарувам на овај голем наш христијански празник Божиќ во гинекологија и акушерство при клиничкиот центар во Скопје на сите новороденчиња кои се раѓаат на 3 дена. Така да раѓањето на децата е раѓањето на Исуса и токму преку нив јас го гледам сето тоа и моја желба е сите деца во светот да имаат дом, да имаат доволно здрава храна,
да имаат љубов неизмерна и мир. Ја користам оваа прилика да им ги честитам божикните празници на граѓаните на Република Македонија и да му се заблагодарам на господинот Цветин што традиционално за Божик секоја година им поклонува по еден цвет на мајките, на идните новороденчиња. Значи многу хуман гест, се надеваме дека тој гест ќе продолжи и во иднина. Тој им подари своји цветни минијатури на сите новороденчиња кои се родија и ќе се родат во оваа клиника на првиот, вториот и на третиот ден на Божик, со желба да имаат доволно храна, топол дом и да растат во мир. Цветен исто така им подари цветни минијатури на Иван Чолаков, првороденото бебе во градот Скопје во 2014 година, и на неговата мајка Олја. Општина Петровец и оваа година помогна да се зачува традицијата на палење бадникарски огнови. За таа цел донираше дрва за огрев, кои беа распределени во сите населени места во општината, а самиот градоначалник Борче Митевски успеал да присуствува на сите бадникарски огнови и да се дружи со граѓаните на ден пред големиот христијански празник Божик. Како општина Петровец, секоја година по повод големиот верски празник Божик, донираме за календарските огнови по 1 метар кубен дрва. Оваа година со нашите можности дониравме некаде околу 30 метри кубни кои што беа поделени на сите календарски огнови во сите населени места. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски и председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Живко Митревски на заедничка пресконференција ги презентираа заклучоците од последниот работен состанок со синдикатите од јавниот сектор, посветен на предлог законот за вработени во јавниот сектор и предлог законот за административни службеници. Двата закона представуваат своевиден чадор на материјалните закони, што ги опфаќаат сите институции, а во себе ги содржат правилата како вработените да се насочат во својата секојдневна работа, рече министерот Ивановски. Како што напомена тој со синдикатите, разговарано е за повеќе поглавја од предлог законските решенија, при што постигната е согласност за многу предлози и забелешки. Со новите закони нема да има урамнување на платите на вработените во администрација и во јавниот сектор, зашто во последно време имаше многу шпекулации. Ке се формира каталог на работни места, кој јасно ќе ги стандардизира истите и во јавниот сектор и во администрацијата, и тој ќе представува основа за креирање на сите работни места, додаде Ивановски. Синдикатите ги поздравија реформските активности, што се во насока на дополнителна професионализација на јавната администрација, преку воспоставување правила за управување со човечките ресурси, на начинот на кој тоа го прават најмодерните светски администрации. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, истакна дека една од најголемите придобивки од разговорите со представници од Министерството е постигнување на согласност за статусот на вработените, кој ќе биде решен и со колективни договори покрај материјалните закони. Се до донесувањето за законите ќе имаме дополнителни средби за разговори и нови предлози за подобрување на нивната содржина, што значи дека процесот е отворен се до усвојувањето во законодавниот дом, изјави Митревски. Граѓаните кои од управата за јавни приходи добијат даночни решенија со износ од 1 или 2 динари за персонален данок од доход, не треба да го плаќаат долгот, туку да појдат во УЈП, каде што административно ќе биде расчистена даночната состојба. Од управата за јавни приходи соопштија дека даночни решенија на износ од 1 динар добиле 26.000 граѓани, а за овој износ не се казнува. Сепак, за да не им се провлекува долгот, граѓаните ќе треба да појдат во УЈП за да ја расчистат состојбата. Изминатите години големи реакции во јавноста предизвикуваа токму овие даночни решенија, со кои се регистрира минимален долг. Ако во почетокот управата инсистираше дека данок си е данок и мора да се плати, макар бил и од 1 динар, сега веќе и даночниците попуштија и велат дека најверојатно се работи само за несовпаѓање во податоците. Зимските олимписки игри во рускиот град Сочи и светското фудбалско првенство во Бразил се најголеми спортски настани во 2014 година. Повеќе спортски информации веднаш по рекламите.